Civil Media. Вие ако сакате да аплицирате за извод од матична книга на родени, например, погледнете само како изгледа веб страницата, односно ќе видите дека таа не е безбедна, ќе видите дека има многу големи проблеми. И тоа е еден индикатор за тоа дека Македонија се уште не стигнала ни до некои основни нивоа на безбедност и на квалитет на онлайн, на новите технолошки решенија. Заради тоа убаво е да се сонува, меѓутоа дајте малку да погледнеме околу нас каква е реалноста, а потоа и да планираме нешто. Затоа што со таква поддршка каква што има Македонија технолошка, ова што го гледаме од институциите, па и од медиумите, не можеме да се надеваме дека тоа наскоро ќе се случи. Знаете, исто така мора да се има предвид и една ситуација во која сајбер војната е веќе разворена и одамна. И веќе го собира својот данок, односно жртви. Пред се, сајбер војната во овие процеси, во овој контекст е всушност најголемиот непријател на демократијата, бидејќи може да се случи да бидат манипулирани со само неколку кликови, откако ќе се влезе, се разбира, во заштитената зона на тие системи, може да се манипулира изборен резултат, може да се манипулира многу други работи во една земја. Заради тоа, мислам дека тоа е една од причините која тоа се прави. И исто така, знаете, убаво е сето тоа да се има високо развиена технолошка база, односно да се користат сите тие високо развиени технолошки решенија. Но морате да имате предвид дека човекот е прв и последен во целата таа приказна, односно најважен. И оној момент кога ќе имате најмалку барем еден човек кој ќе му биде загрозено правото на глас поради ова или онаа причина, особено ако е тоа технолошка, тоа е веќе девалвирање на целиот систем. Знаете, вие на референдумот минатата година имавте и цел еден председател на собрание кој не можеше да гласа, заради тоа што избирачкиот список го избриша, односно го нема, не го содржи неговото име. И тоа е еден многу сериозен индикатор. Многу технологии се применија во изминатите година две во Македонија. Најразлични датабази се применија, најразлични датабази се исполнија, се вкрстија и така натаму. Што добивме? Имате илјадници луѓе кои не можат да го исполнат своето право на глас. Државата има обврска да го исполни правото на глас на секој граѓанин или граѓанка. Civil Media.